Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Наши гости во ова емисија на програмата на ТВ каналот ВИС се двајца луѓе кои често гостуваат во телевизијата, но за прв пат заедно се мои гости. Добар ден за Ацо Ѓоргиев и добар ден за Иван Котев, стари мои добри пријатели, луѓе кои ги познавате сигурно, бидејќи секој на свој начин придонесува за струмичката култура. Ацо Ѓоргиев на полето најмногу на афористиката, иако свој придонес има и во поезијата, тука е еден од најпознатите македонски фолклористи и Иван Котев. Добар ден, добре дојдовте во нашава емисија. Добар ден. Добар ден и на канал ВИС и на слушателите и гледачите на ваша телевизија. До крајот на годината има уште 4-5 месеци, тука некаде, нели? Но уште сега Иван Котев и Ацо Ѓоргиев можеме да ги прогласиме за тандем на годината. Значи, во последно време се нераздвоени, нели? И патуваат низ Македонија на разни манифестации и оттаму се враќаат полни со импресии, но и со награди. И со награди, да. Така, наградите одат на адреса на Иван Котев. Иван Котев посеал низ животот многу семиња и сега дојде време да прави жетва од тие семиња, нели? Ајде да почнеме од почеток. Првото ваше заедничко гостување беше, или патување беше во Охрид. Што беше тоа, Аце? Во Охрид бевме при крајот на месец јуни, Да. на меѓународна поетска манифестација Охридски поетски бисери. Така. Чија организација, колку години се организира таа? Мислам дека беше 13-та година, се лажа. 13-та година, поред, меѓународно, како што кажав, имаше представници поети од Србија, од Хрватска, наши од Австралија, имаше присутни наши поети. Така. И добар дел од македонски поети, недоколу 60-тина. Браво. Голема бројка беше. Настанот се одржа во црквата Успена Света Богородица во Охрид, во центарот кај Чинерот. Убаво место, прекрасно. Така. И беше многу. Така. Да. Со какви импресии од Охрид се врати Иван Котев? Се враќам со навистина впечатливи импресии, големи доживувања беа тоа, пријатни доживувања, убави мигови, бидејќи без да знам бев прогласен за добитник на награда за животно дело. Тоа е манифестација Охридски поетски бисер, која што нашла за сходно за мојата целокупна работа да ме прогласи за добитник на оваа престижна награда. Така. Да се добие награда за животно дело не е мала работа, тоа е награда која означува и почит и внимание за се она што Иван Котев го има направено во својата фолклористичка кариера. Како ја доживеа оваа награда? Да ви кажам, доста емотивно ја доживеав. Така. Да не кажам, оти ми се насолзија дури и очите, Ацо е сведок за тоа. Меѓутоа, луѓето беа толку, сите и поетите и од управата на манифестацијата беа толку човечни, толку добри, што јас се чувствував како да сум си тука во дома во канал ВИС. Убаво се поминавме, убаво не пречека, убаво се дружевме, имаше... Беше тоа добра организација. Добра организација имаше и од други места, така да беше многу убаво. Јас само може да ќе додадам само после неговото обраќање, за време неговото обраќање, при добивањето на наградата за животно дело, неговиот настав беше толку емотивен што скоро сите во таа сала не ги осте равнодушни. Многу заплакаа, искрено ви кажам. Ама Ацо Ѓоргиев на таа манифестација не беше само за да биде сведок дека Иван Котев пуштил солзи по добивањето на наградата, туку и ти беше составен дел на оваа манифестација како поет. За многумина е тоа изненадување, бидејќи не го знаат Ацо Ѓоргиев како поет, или многу малку го знаат како таков, бидејќи повеќето те знаат како афористичар.
Од кога Ацо Георгиев пишува поезија? Па, сите што ја читале мојата биографија, знаат дека прво се почнав да пишувам поезија уште на млади години. Меѓутоа некој себе се пронајде повеќе во фуризмот. Така, не си толку експониран во поезијата. Не сме запослили поезијата. Така. Иако секој пат бил во втор план, меѓутоа постојано пишувам и нешто така. Некој сум бил порано по други поетски манифестации во држава, сум бил на поетски манифестации во странство. Браво, браво. Меѓутоа многу тоа не го експонирам, повеќе се здржам на толку се оплија на афоризмот. Афоризмот. Да. И ти настапи на таа манифестација со своја песна. Настапи. Како се вика песната? Песната се вика Ако и ти заминеш на печелба. Актуелна тема. Всушност таа тема е актуелна и вечна во нашава земја, нели? Од секогаш. Од секој пат бил печелбарство, нели, тема број 1 и за жал сега ще трендови покажуваат дека ќе остане понатаму болна тема за нашето општество. За жал тоа е така. Да. Како и да е, значи од Охрид импресиите се изворедни, но тука не застанавте. Јас само да кажам за поезијата на Ацо, враќајќи се од Охрид, малку ме занесе возењето, а читаше Марија Брндевска беше со нас, читаше една песна, читала била песната од Ацо. Јас мислев дека го чита Жак Превер. И викам, која беше таа песна од Жак Превер? Аз се насмеја. Аца не имаш препишано од Жак Превер, не, ама стило, кажувањето, беше напишен на српски јазик. Сето тоа подсети на... А може би без да знае Аце е под некое влијание на Жак Превер. Апсолутно. Никогаш не се знае. Човек кој чита, секогаш придобива нешто, нели? Да, само да додам дека со нас Охридски поетски бисери беше наставничката Марија Брндевска присутна и ученикот Трајче Банскулиев. Значи имаше повеќе генерации на учесници. Трајче беше во категоријата на ученици. Значи имаше, имаше категорија за возрастни, категорија за ученици, категорија за учесници од странство. Браво. Значи убаво беше во Охрид и што следуваше после Охрид? Ево да ќе каже Иван, после Охрид бевме веќе... После Охрид кај отиде? Ама се вративте во Струмица? Добро. Во Демирхисар, што беше тоа? Друго изненадување имаше во Демирхисар. Таму еден многу јак поет во Слепчи, тоа е 1 километар од Демирхисар, се вика Славко Крстевски. Тај е човек, жива легенда, човек со надприроден дух, бидејќи 15 години и повеќе се бори со смртта секој ден, секој саат, секоја секунда обстојува и пак твори и пак успева да направи манифестација. Манифестацијата е во чест на Славко Крстевски. Бевме присутни, јас, Ацо, пак и Марија беше присутна. И по негова чест дури јас напишав едно повеќе обраќање отколку песна, која што морам да признавам ги погоди сите и доживеавме Ацо и другите што читаа доживеа голем успех. Така. Вие со тој господин се знаете од подам, нели? Со Славко се знаеме еве од вакви средби. Добро. Се знаевме од порано и му бев рецензент на 2-3 книги и му ги промовирав и станавме вака блиски пријатели. Така, тоа сакав да го знаат гледачите, го знам тоа. Инаку, една од ретките, не знам, може би единствена манифестација која се организира во чест на жив човек. На жив човек, да. Жив човек. И самата манифестација го носи неговото име. Исто е таа меѓународна манифестација, учествува поети од Хрватска и од Австралија имаше наши иселеници што беа дојдени по тој повод и многу повеќе од Македонија. Ете, јас не сум знаел за една таква манифестација. Колку години поред се одржува? Мислам 6-та беше. Шеста манифестација поред. И од таму не се вративте со празни раце. Да. Така. Тоа е, еве. Од тоа добив признание со плакета. Тоа е таа за плакета. мојата 50 годишна фолклористичка дејност. Не за поезија, за дејноста што го објавувам и што некои сметат дека и е од национален карактер. Така. Дури во Охрид Родежденски, еден поет од Охрид, ме нарече македонско богатство. Национално богатство. Браво. Јас вака не бев размислувал за тоа, меѓутоа на вистина тоа што го собираме, што го создаваме и како поети, тоа е национално богатство. Така.
А на ова плакета, почитувани гледачи, пишува поетска манифестација Славко Крстевски, Слепче Демир Хисар, значи не е во Демир Хисар. Во цело Слепче. Само беше во Демир Хисар. Така. Меѓутоа тој е од Слепче. А тоа е Слепче. И првите 2 години манифестацијата се одржала во Слепче. Така. Затоа така. Значи оваа манифестација доделува признание на Иван Котев за 50 годишна фолклористичка дејност со трајна вредност за афирмацијата на македонската литература, јазик и култура и за презентацијата на ликот и делото на Славко Крстевски. Многу убава награда, честитки и за оваа награда, и за она од Охрид. Благодарам. Јас се надевам дека уште многу ќе ги има. И уште една има, после ќе кажам. Добро, па. Значи, кај да одиме, Иван награди добива секаде. Така. А ти си сведок за солзите на Иван. Да. Бидејќи пред се за животно дело и за неговото творишто долгогодишно, нели, собирачка дејност на полето на фолклористиката. Така. И кај да одиме го гледаат со воскет, со почит. А и така треба. Така и треба. Неминовни и така и треба, да. Така и треба да биде. Заслужува почит. Следната дестинација после Демир Хисар беше? Кажи сега ти. Ајде, ти кажи. Добро, само ќе надополнам, после Демир Хисар исто ден бевме уште еден настан. Тоа е во село Белица, Кичевско. Добро. Тие таму имаат некои иселенички средби. Белички средби. Белички средби наречени. И во дворот на црквата во Белица, Ѓорѓија црквата, таму исто имавме. Не Свети Иван ке, Свети Ѓорѓија се разбира. Таму исто имаше поетско читање, имаше кои музички точки, беше убаво, така да кажем. И тоа беше крајот на таа турнија. На тој дел. На тој дел. Потоа дојдовме покана да учествуваме во Куманово на Кокински средби, односно Тоа беше неодамна. Да, тоа беше, значи брење на Кокински мугри. Исто бевме присутни со Марија Брендевска и со Иван Котев, присутни и Битко Голго беше. Значи четворица бевме присутни. И браневте боите на Струмица, така? Да, најпрво имавме представување и доделување награди во општинска сала во Куманово, на плоштадот, во близина на Батко Ѓорѓија. Така. Не Батко Иванке. Тоа беше вечерта, а други ден сабај, уште рано, уште во Мугри, бевме горе на Кокино. Така. И она што беше впечатливо, сите возрастни, вклучувајќи го и Иван Котев, на таа возраст, сите се успеа се качат горе до врв. Сега јас откривам една мала тајна. На тој поетски фестивал мене ме повикуваат веќе неколку години. Во поранешните години, не годинава или минатата година. И јас само се плашев од тоа, од качувањето на Кокино. Велам, јас не доаѓам, ако дел од таа агенда на фестивалот или на тие поетски средби е качување до Кокино, не благодарам, јас ќе умрам по патот, ама гледаш Иван Котев, тоа без проблем го... Исто и домакинката што не беше Божана, исто негова возраст, прва се искачи горе на Браво. Иване, тешко ли беше да се качиш на Кокино? Тешко беше, ама качихме се. Така, лав муабет по патот и се стасува. Како поминовте во Куманово? Одлично беше. Одлично беше. Ајде кажеме дека и таму повторно добија награда Иван Котев. Исто за животно дело. Тоа е еден вид признание за целокупно творештво. Целокупна дејност. Да, целокупна дејност. Што значи таа награда за вас? Па и оваа награда е слична како она и од Охрид и од Демир Хисар. Да. И сепак е еден белек, едно признание за мојата активност и во мојата актива тоа ќе влезе како еден позитивен елемент за целокупната моја работа. И оваа манифестација која ја организира Друженијето на граѓани Друштво на писателите од Куманово, ако не се лажам, така е, нели? Друштво на писатели на Куманово. Да. Манифестацијата се вика бдење на Кокино. Самото организација во Друштво на писатели на Куманово. Е исто така од меѓународен карактер. Од каде имаше учесници? Значи имаше учесници од Србија. Добро. Имаше доста учесници од Хрватска. И од Хрватска, и од Македонија. И Македонија, да. И така имаше меѓународен карактер и беше... Да. Поезијата си е поезија, разменувавте стихови, нали, читавте стихови, но нешто повеќе од сето тоа е и дружењето, нови пријателства, нели, нови размена на искуства.
Исто и таму бевме други ден посета на една наша црква, исто Свети Ѓоргија во село Слупчане. Многу убава црква, многу стара, околу 10 века стара црква. Исто и нашите колеги од Сребе и од Хрватска има можност да ги видат црква, да ја посетат, да се запознаат со нашето културно црковно богатство. Убаво беше. Се на седна ова помин. Иване, 3 награди за животно дело за сосема кус временски период. Ова и самиот го немаш очекувано, нели? Не, ништо не очекував, ама апсолутно ништо. Ниту една не очекуваш, а наеднош 3. Особено Охрид ме многу изненади. И Демир Хисар ме изненади, ама Охрид, значи, воопште нема ни на соншо, вика старите, не верував дека такво нешто. И имам еден пријател, Мирко Томовски се вика, ми се јави на телефон и ми кажа дека треба да водам, затоа што сум предложен и сум добитник на награда за животно дело, а да добиете награда за животно дело во Охрид, градот на Шапкарев, на Парличев, сепак тоа е нешто. Така е. Да ве слушат 120 поети од Балканот, да кажам, и тоа е нешто, и јас за тоа многу им благодарам еве на овој начин, и идната година пак се најдеме во Охрид. Ајде да кажеме, ако за многумина е изненадување што Аца Ѓорѓев се занимава со поезија, ама за мене е изненадување што Иван Котев се занимава со поезија. Тоа апсолутно не сум го знаел, бидејќи овде е билтенот од меѓународниот поетски митинг Кокински мугри, нели, 2022 во организација на Друштвото на писатели, и така на брзина го разгледав и гледам песна од Иван Котев. Да. Иване, такви искуства имаш порано? Па јас како дете пишував, после престанав, меѓутоа сега ве пак некој порив се јави покрај Ацо, искрено покрај тебе. И почнав вака да пишувам понешто, тоа е повеќе пригодна песна отколку што е некоја голема поезија. Ама за Кокино напишав интересна песна и за неја бев и награден. Така. Ацо Ѓорѓев се представил со песната Да, ја љубев Дениција. Иван Котев, само да го најдам, песна посветена на Кокино. На Кокино. Кокино историја и мит поран пред сам јас. Добро. Нормално дека понапред. Повозрастните имаат. Добро. Ајде не ја барам. Еве го, Кокино историја и мит. Награда за севкупно творештво. Браво. Со позитивни впечатоци се вративте од сите тие манифестации, но годината не е при крај, има се уште. Имате ли нешто во план? Пред нас е прилеп. Опа, ајде за прилеп. Маркукуле, да. Кој ќе биде тоа? Тоа е на 13 август ќе биде. Исто има огромен број пријавено поети од, да не кажем, од целиот Балкански полуостров. Браво. Може подалека, ама до толку знам од Кем, од Србија, од Бугарија, од Република Српска, од Црна Гора, така да тоа ќе биде една навистина спектакуларна манифестација. Јас си кажам нешто, има уште не го знае, сега тоа што ќе го кажам. Така. Покрај Кокино на 13-ти, ќе имаме настапи во Велес, на Велешко културно лето. Ќе читаме песни, да. Ќе имаме некоја спој помеѓу афоризми и вечерна поезија. Браво. И таму ќе настапиме и потенцијално очекуваме покана или веќе најавна покана за учество на поетска манифестација во Ниш во октомври месец. Станахме познати. Така, интернационалци. Така некако, да. Одлично. Така некако. Сега јас предлагам од некој од тие литературни средби, поетски читања или фестивали, како и да е, да се врати сега Ацо Ѓорѓев со некаква награда. Доста само Иван Котев. Ако морам да чекам уште 50 години за животно дело. Па добро, имаме време. Имаме време, не е проблем. Добро, ги затвараме, ја затвараме оваа тема, успешни ваши гостувања на разни манифестации. Се радуваме ние струмичани кога е тоа така, кога струмичката култура, поезија, ја промовирате надвор од Струмица и во рамките на државава, но и надвор, еве, одите и во Ниш. Ајде малку околу афоризмите. Имавте прекрасна вечер на афоризми во рамките на Струмица Open Fest. Како помина, колку си ти задоволен?
Па мислам дека беше одлична вечерта. Вие бете сведок, сведок. иако претходно беше невреме, нели, претходно вечер кога беше најавен вечерта на афоризмите, на 28 беше. Меѓутоа ни пристигнаа гостите од Кочани и од Белград. И од Белград, Марија Рангеловиќ беше афористичкар од Белград присутна. Бевме присутни сите, меѓутоа кога почна времето, не беше невозможно да се беше многу големо невреме. Да се одржи вечерта на отвора, се одржи за следниот ден на 29 јули во 20 часот беше на исто место во паркот. Меѓутоа поради обврски мора се заминат афористичарите од Кочани и Марија од Белград. Така да остана само струмичани. Да, само јас и Ристо Филчевски од таа екипа. Меѓутоа нивните афоризми ги чита млади наши студенти и ученици. И тоа одлично ги чита. Морам да го спомнам тоа. Поранешни и сегашни членови на нашата секција за литература пред Дом за деца и млади да го учат. Браво. Беше убаво. Да, беше присутна наставничката, нели, Марија Брндевска. Читаја они афоризмите од нашите колеги афористичари и мислам дека беше прекрасно. Како вообичаено секоја година што нели измалуваме аплаузи и насмевки на присутните беше одлично. Добро. Да. Беше убаво затоа што беше некоја двојна програма, после вечерта на афоризми се одржа вечерта на поезија. Еве сведок е и Иван Котев, бидејќи и тој беше присутен на самата вечер. Изгледаше прекрасно, полно со емоции, полно со... А она што најмногу ми се допаѓа покрај Ацо Ѓоргиев и со Ристо Филчевски, девојките и едно момче, ако не се лажам, одлично ги чита афоризмите. Особено ми се допадна девојката која ги читаше афоризмите од представничката од Србија, од Белград. И јас во почетокот толку добро ги читаше на српски, што помислив дека е таа учесничка. Добро, станува збор за Сања Велкакова од Моноспитово. Добро, има добра дикција, добро чита и се е окей. Супер. Одлично ги прочита, нели. Честитки за неа. Афоризмите од Марија Рангеловиќ од Белград. Што има друго ново во земјава, во Струмица на полето на афоризмот? Па има некои придвижување во позитивна смисла. Не знам, пред некој ден кога вас беше гостин, нели, Ристо Филчевски. Да, изборуваше за ова книга. Ова книга ја издадовме сите заедно афористичари од Балканот, така да кажем. И сите што објавивме на посебна страна на Facebook, страна која се вика Скремов направи пут. Имаме там секоја недела двобој, вика афористички двобој. Пишуваме афоризми на определена тема и после на Facebook, на Да, на Facebook, на страна на Facebook имаме од цела Југославија, бивша Југославија. Своја група, така? Група, да, и секоја недела имаме вид надпревар на афористичари. Ристо Филчевски пред некој ден ми кажа, значи се бира тема, некој предложува тема. Тој што бил победникот претходниот пат, бира тема. Сите пишуваат на таа тема, оној кој ќе победи на таа тема бира тема за следната. Така е. Така, многу. Како резултат од тие надпревари, да кажам, двобои е оваа книга. Браво. Афоризница. Афоризница, да. Многу убаво. Одлично. Пред да влеземе во студио, да. Извини само. После тоа, ова е пред некој ден излезе од печат списанието Маргин. Го редува Никола се не спомнеш песен, не е битно. Добро. Во кој се застапени 37 афористичари од Македонија со над 1000 афоризми. Еден вид антологиски одберени афоризми, меѓу кои има и починати афористичари, кои има и живи. Во тие 37 се 6 мина наши струмички афористичари. Покрај мене, Ристо Филчевски, Ѓорги Панов, Димитар Алачки, Кочо Урдин и Киро Урдин. А Костин Уста Петров? И Костин Петров. И Костин, да, Уста Петров. Да. Одлично. Многу добро. Инаку, нешто што не недостасуваше на полет на афористиката во Македонија, веќе се случува сега, на 1 септември треба да излезе првиот број на електронско списание за хумор, сатира и карикатура. Некаква замена за остан. Да, ова само ќе биде се електронско, нема да биде во печатна верзија. Нема врска, тако е времето. Ќе го уредува Васил Тојски од Скопје, а ќе биде во издание или ќе го спонзорира Славјанскиот универзитет од Свети Николи.
Одлично. Добра идеја, мислам тук Балкан Јумс ќе се вика Така. и ќе собира материјал од целиот бивши југ простор, па и Бугарија, да кажеме Романија, Грција и така натаму. Супер. Хумор, сатира и карикатура. Добро што има Одлично. луѓе и го чуваат и го развиваат афоризмот како дел од литературата. Тука во фолклористиката Иван Котев е осамен, нема толку многу луѓе. Иване, што има ново во фолклористиката во Македонија? Па јас сега ги... Имам ли право кога велам осамен? Има ли други луѓе кои се занимаваат? Нема, за жал. Така. Ана и Сузана пројават голем интерес и мислам дека тие се тие што ќе продолжат на еден начин. Така. И јас им посакувам среќа и големо трпение, бидејќи да се собира фолклор треба да имаш, значи, јаки живци, голема трпеливост Треба да си има љубов прво. и љубов. Прво љубов. Љубовта треба. е основна. Така. Еве јас на пример во сабота закажав снимање со еден човек од Долни Липови кој живее тука, а оттам потекнува, кој пред 1,5 година ми вети дека кога ќе замине ковидо, ќе ти ја кажам големата приказка и конечно се имал некоја голема приказна и Така. конечно во сабота ќе се договориме за саато и во парку ќе се најдеме, ќе ја снимам таа приказна. Направо, магнетофонот уште стои. Не, со диктафон. Со диктафонот, добро. Нема услови за... Се модернизираме, така ли? Значи, Иван Котев останува неуморен и натаму забележува, и натаму истражува. Има во последните 10 дена снимах 15 приказни. Браво. На што во моментов работиш? Колку книги се зад тебе да се подсетиме? Во моментот мислам дека разговаравме за тоа, работам на книга за Робово. Добро. И барајќи фолклорни материјали од Робово наоѓам многу интересни нешта. Јас веќе бех ги заборавил и сега тоа ми дава потек да седнам и да ја завршам книгата оти тај порив што го чувствувам сега, што знам дали ќе се повторе, затоа засилно работам книгата. Ова ако не се лажам, втора ваша книга за Робово, првото е за училиштето во Робово. Тоа е за фолклор. Така. Песни, приказни, гатанки, кажувања. Супер. Кога треба да ја очекуваме таа книга, кога треба да очекуваме промоција? За 15 здрави живот, нека промоција ќе има книгата. На Свети 15, да. Така. Обично тоа е твој термин, или летото негаде, или Свети 15, и Велиополски свештеноваченици. Таа ќе е голема книга исто. Така. Од рангот на мудроста на вековите на Раптази. Супер. И колку ќе се сторат со таа книга? 15 ќе заокружиме. 15 юбилејна. Да, 15 юбилејна и поште се 6 остануваат до зацртаното. Одлично. А во тие 5-6 колку што ќе биде застапено? Поезија. Така. Опа, прва поетска книга ќе има, така ли? Не, поезија, народна поезија. Народна поезија, добро. Супер. Значи јас ја сакам народната поезија, дури за Куманово напишав една песна под силно влијание на песната Проснала мома по поле, по пусто поле Струмничко и така натаму, и човештво со интерес се пропратија песна. Супер. Значи, има и допрва убави работи за кои може да разговараме. Јас цело време го убедам да продолжи со вториот дел од Мудроста на вековите, со поговорите пословиците. Така и да остане уште едно капитално дело во нашата одлична идеја. Одлична идеја. И Јацо Георгиев подготвува, претпоставувам, и книга афоризми, но и она што како новитет се врти по социјалните мрежи со еден тежок наслов. Како беше, уврт имаше внатре, приказки у 3 реда и еден уврт. Приказки у 3 реда и еден уврт. Не се 3 реда, малку повеќе се од 3 реда, ама така се вика, нели? Да, така се века, ако многу ќе ги уплашиме, затоа помалку од 3 реда да биде попримамливо. Сега многу мина не знаат уврт, што беше уврт? Уврт беше, ево Ива им ќе објасни. Тоа е во неговата категорија. Уврт, нели, кога се сада пченката, редови се. Добро. Да рече по 50 метра. Нивото ако е 15 метра, од крајот не може да се започне садењето и се стават не напоред, туку напоредно се стават 5-6 реда, кои што ќе се садат не вака, туку на друго. И тоа е увртот. Тоа е увртот. Тие се пократки редови обично. Вика, ајде да скопме увртот, па ќе вечерам, или ќе туршко. Или веќе на почивката увртот копа. Супер.
Аца, со среќа и со Фала. овие следни твои издања, со нетрпение ги очекуваме, бидејќи ова со увртот е многу интересно, многу автентични приказни од твоето родно село, и околината. Тоа треба да остане, нели, за идните генерации. Заслужувате честитки и едниот и другиот за оно што го правите, оно што го оставате како културна баштина. Оставнина на овој крај. Ви благодарам за гостувањето, ви посакувам уште многу успеси понатаму, а тоа значи уште многу разговори вакви. И ние ти благодариме и сме стрекни што има човек што има сенс да ги усете ваквите збеднувања, ваквите настани, ваквите користи од таквите настани. И ние ти благодараме исто. И се надевам дека има поводи за гостување, нови книги, нови дружби и така. Ви благодарам уште еднаш, да сте ми здрави и живи.